Почитувани, владата на Социјалдемократскиот сојуз спроведува катастрофална економска политика. Социјалдемократскиот сојуз со секој свој нов чекор ја турка државата кон зголемување на невработеност и банкрот. Владата на вчерашната седница донесе одлука за декласифицирање и објавување на субвенциите кои се даваат на странските инвеститори во Република Македонија. Потек кој ќе влијае на потенцијалните инвеститори и нивните намери да дојдат во земјата да инвестираат. Не е никаква тајна, ниту е незаконски, тоа што Македонија, како и повеќето земји во светот, кои се борат за странски инвестиции, да дава субвенции по некаква основа. Тој досега не било тајна. Било согласно закон и истото даде огромни резултати во намалувањето на невработеноста, отварањето на нови работни места, зголемување на извозот, пренос на технологии и знаење, обезбедување работа за домашните компании, како и добавувачи или партнери од различен вид. И на крај резултираше со зголемување на индустриското производство, раздвижување на економијата, зголемување на конкурентноста и раст на бруто домашниот производ. Во таа насока постои огромна конкуренција при привлекувањето на инвеститорите, вклучително и во сегментот на субвенциите. Секоја земја прави напори и води преговори со инвеститорите во тој правец. Тоа го прават Србија, Бугарија, Романија, Чешка, Унгарија, но и одредени држави во Соединетите Американски држави, кога сакат да привлечат голем работодавач. Компаниите кои доаѓаат не посакуваат јавно објавување на нивните договори и приходи по основ на субвенции, а тоа не е одговарани на државата. Прво затоа што се откриваат позициите пред другите земји конкуренти, а најчесто инвеститорот во процесот на одлука го бркаат најмалку 5 до 6 држави со различни понуди кои најчесто не се објавуваат. Бидејќи секој нареден инвеститор ќе бара најмалку иста субвенција од оној кој добил најголема, што и не е добро, и ја става државата во подредена улога. Понекогаш, кога конкуренцијата на земји за еден инвеститор е голема и силна, а неговата важност огромна, субвенциите се поголеми, а некогаш може да се успее и со помали субвенции. Тоа е предмет на преговори. Во поретки случаи се успева и без субвенции. Декласифицирањето и објавувањето на субвенции кои се даваат на инвеститорите, во отсуство на проекти и нови домашни или странски инвестиции со кои би можела да се пофали новата млада, е наменет единствено како предизборна внатреполитичка пропаганда. Социјалдемократскиот сојуз во пресрет на локалните избори ќе предизвика несигурност и незадоволство кај постоечките инвеститори, приматели на субвенции, ќе намали конкурентноста во однос на другите држави и ќе одврати многу странски инвеститори да инвестираат во Република Македонија. Наместо во Македонија, земја на инвестирање ќе бидат соседните Бугарија, Србија, Албанија, па и Романија, Турција, Унгарија и Чешка. Сепак, кога подобро ќе се размисли, оваа мерка е во склад со очигледните намери на Социјалдемократскиот сојуз да нема сериозен прилив на странски директни инвестиции во Македонија. Сите досегашни чекори се во тој правец. Па ова е логичен, последователен чекор. Загубата на нови работни места ќе се одрази на невработеноста и на неуспехот да се покачат платите на веќе вработените и на тамошното и ќе се стимулира на тамошно иселување на работоспособното население од Република Македонија. Дополнително, следниот чекор кој го најави владата, да објави така наречен транспарентен ценовник или тарифник за субвенции, ќе биде уште еден чекор во тој правец. Единствено кога јавно ќе се знае колку е максимумот кој владата може да го даде, секоја друга држава конкурент секогаш ќе понуди евро повеќе и во најголем дел од случаевите ќе ги привлече инвеститорите кај себе. А ние ќе имаме се помалку нови странски инвестиции, се помалку нови креирани места и се помалку работни места за нашите сограѓани. Ваквата одлука ќе значи крај на странските инвестиции во Република Македонија и дополнително сиромашување на државата и буџетот на граѓаните кои што работат во странските инвеститори во Македонија. Ви благодарам.